Глобалното затоплување кое се должи на ефектот на стаклената градина е проблем поврзан со можните глобални климатски промени предизвикан од зголеменото ниво на така наречените стаклени гасови во атмосферата. Со почетокот, развојот и експанзијата на индустријата се појави неконтролирано испуштање на отпадни гасови и разни синтетички соединенија во атмосферата. Секогаш кога е можно, луѓето треба да пешачат, да возат велосипед или да го користат јавниот превоз. Дома треба да ги исклучуваат светлата кои непотребно горат и да го исклучуваат телевизорот кога не го гледаат. Светилките треба често да ги менуваат бидејќи нови произведуваат помалку CO2. Доколку ги заменуваат електричните уреди, треба да земаат такви кои се енергетски најефективни. Се наоѓаме во Канцеларијата за енергетска ефикасност во нашиот град. Таа е регионална канцеларија за 8 вардарски општини. Имаат современа оприма за мерење на топлинска пропустливост од градежни објекти. Таму со едно загревање на бојлерот за капање може да се истушира 4 члена семејство. За осветлување во домот се троши од 10 до 15% електрична енергија од вкупната потрошувачка. Сончевите панели ја претвораат сончевата светлина директно во електрична енергија. Соларната термална енергија се користи за обезбедување на топлина и топла вода. Користете го програмот за штедење на енергијата кај машините за перење. Апаратите треба да ги исклучуваме кога не ги користиме повеќе од еден ден. Светлото треба да се гаси секогаш кога се напушта просторијата. Мерење на топлинска пропустливост се изврши во нашето училиште, а потоа се отпочна со реконструкција на фасадата на училиштето.